Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Снегот што паѓа во текот на изминатите 48 часа го отежна сообраќајот на патиштата, како и движењето на пешаците по улиците во градот. Заради координација на службите, градоначалникот Николчо Илиев одржа средба на која беа анализирани состојбите и се договараа активностите на фирмата Калина, која работи на одржување на локалните патишта, и на КП Водовод со подршка од Кочанската сообраќајна полиција. Обилните врнежи од снег го отежнуваат движењето на возилата и пешаците, па надлежните служби континуирано се на терен за да ги расчистуваат сообраќајниците во Кочани. Расфрлани се песок и сол, а секаде каде што имало можност поминала и механизација за расчистување на снежната покривка. Во локалната самоуправа на Кочани се одржа и координативен состанок, при што беше речено дека активностите за расчистување започнале од средата напладне и траеле до вечерните часови, а продолжиле и во текот на денот. На терен се екипи на комуналното предпријатие Водовод кои што ја одржуваат состојбата во централното градско подрачје, на тротоарите и на пешачките мостови. Со соодветна механизација на предпријатието Калина, кое го доби тендерот за зимско одржување, се чисти снегот и се посипува песок и сол на другите коловози во градот, посебно таму каде што фреквенцијата на сообраќајот е поголема, соопшти Горан Ивановски од Оделението за уредување на градежното земјиште во општина Кочани. Екипите на Водовод ги одржуваат јавно прометните површини и повикуваат во вакви околности и граѓаните да се придружат во расчистувањето на снегот кај своите приоди. Критични се високите зони во градот, а отежното е расчистувањето на улиците каде што механизацијата наидува на шахти што се повисоки од коловозот, на сложен терен за пристап, но и таму каде што е оневозможено да помине механизацијата поради паркираните возила. Комуналните служби апелираат до возачите и до граѓаните да овозможат приод за да може снегот да се исчисти. Во проводна состојба се и врските со сите полски и планински села во Кочанскиот регион. Македонија пат го расчистува и го одржува проводен пат од Компониква, а со механизација дава и регионална помош. Сите служби меѓусебно се координирани и работат на дневен план и активности, кои во голема мерка зависат од самата временска состојба. Инаку, сообраќајната полиција упати апел учесниците во сообраќајот да се однесуваат внимателно, да ги почитуваат прописите во зимски услови и да се користи зимска опрема. Стабилно е нивото на водата во акумулациите во регионот и покрај врнежите од снег и зголемениот доток од реките. Во Калиманци има можност за повеќе од 50 милиони метри кубни, а градче е за околу половина метар под максималното ниво. Хидролошката состојба во источниот регион е стабилна и нема опасности од прелевање на вештачките акумулации, што би ги загрозило земјоделските површини со поплави. Надлежните во водостопанство Брегалница вршат секојдневни мерења и го контролираат нивото на водата, со што се амортизира очекуваниот зголемен доток во наредниот период. Од водостопанската подружница информираа дека браната Калиманци, која е со максимална кота од 515 метри надморска височина, во моментот е исполнета нешто повеќе од половината, односно акумулирани се 62 милиони кубни метри вода. Дотокот на вода од реката Брегалница и нејзините притоки изнесува околу 1 метар кубен во секунда, што е во рамки на нормалата. Ова значи дека има безбедно ниво на акумулацијата, па при зголемен доток, односно ако има поголеми врнежи од дожд или ако дојде до нагло топење на снегот, дополнителните количини ќе можат да се прифатат без проблем. Во акумулацијата градче пак дотокот на водата е околу 400 литри во секунда, што придонесува таа да е на само половина метар под максималното ниво. Во моментот во браната се акумулирани 1 милион и 900 илјади метри кубни вода. Според најавите на хидрометеоролозите, до крајот на оваа недела се очекуваат помали врнежи од снег, што сепак ќе ја променат хидроложката состојба, односно ќе предизвикаат зголемување на нивото во реките. Поради тоа, доколку е потребно, ќе се врши дополнително испуштање на водата од акумулациите, за да се обезбеди прифаќање на дотокот и елиминирање на опасност од поплави, какви што имаше пред неколку години. И покрај ниските дневни температури и врнежите од снег, вработените од водостопанската подружница Брегалница најавуваат дека ќе продолжат започнатите активности за чистење и одржување на каналската мрежа за одводнување и наводнување на полињата во атарите на општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево.
Марија Ангелова е новиот раководител на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, подрачна служба Кочани. Доаѓа на местото на Јордан Синадинов, кој што една година раководеше со институцијата. Марија Ангелова е новиот раководител на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, подрачна служба Кочани. Ангелова е дипломиран правник и доаѓа со неколку годишно работно искуство во приватниот сектор и раководител на Фондот за здравствено осигурување и е прва раководна функција. Доаѓа на местото на Јордан Синадинов, кој што една година како веде раководеше со фондот. Ангелова во кусиот разговор за Канал 8 истакна дека ќе се залага сите работи и активности согласно законот да ги обавува и спроведува точно, одговорно, транспарентно и секогаш на услуга на корисниците. Министерството за земјоделство потсетува дека истекува рокот за поднесување барања за финансиска подршка од мерките на ИПАРД 2 програмата. За две мерки за инвестиции во материјални средства предвидено е да се додели помош во висина од 25 милиони евра. До крајот на овој месец, односно до средината на февруари, истекува рокот за поднесување барања за финансиска помош за земјоделците преку ИПАРД 2 програмата за инвестиции во материјални средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи, како и за инвестиции во материјални средства на земјоделските стопанства. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски на пресконференција информираше од вкупната сума што им стои на располагање на земјоделците преку овие два повика изнесува 25 милиони евра. На 29 јануари завршува, односно е крајниот рок кој што веќе е продолжен за поднесување на барањата за мерките во делот на ИПАРД програмата, односно мерката 3 за инвестиции во материјални средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи, односно мерката која што се однесува популарно на преработувачката индустрија, која што е еден од клучните фокуси на политиките на Министерството и каде што на располагање само во овој повик имаме 13,2 милиони евра, а рокот за поднесување на самите апликации до платежната агенција е на 29 јануари. За мерката инвестиции во материјални средства за земјоделските стопанства, односно мерката која што е најатрактивна за малите земјоделски стопанства, односно за фармерите и земјоделците, е со рок на поднесување на апликации до 9 февруари и во оваа мерка имаме на располагање за овој повик 11,8 милиони евра, односно за овие два повика имаме на располагање 25 милиони евра вкупно. Николовски додаде дека е започната 18-месечна кампања во која е предвидено да се посетат 90 населени места во целата држава, каде ќе се одржат инфоденови, а дополнително ќе се организираат и 6 работилници. На тој начин ќе се направи напор да се доближат упатствата, постапките и начинот за аплицирање до сите заинтересирани земјоделци. Со финансиската помош за двата повика предвидено е половина од средствата за инвестицијата на земјоделците да им биде кофинансирана, при што 75% од средствата ќе бидат кофинансирани и обезбедени од ИПАРД 2 програмата, а остатокот од буџетот на Министерството за земјоделство. За таа цел за оваа година, информираше Николовски, за 2,5 пати е зголемена сумата за национално кофинансирање на ИПАРД 2 програмата. Празнично, дел од приватниот сектор во Виница со убав гест за најмалите. За Божик, градинката доби 6 нови телевизори. Убав почеток за вработените и децата во градинката Гоце Делче во Виница. Во новата година пристигна и првата Божикна честитка од приватниот сектор. Донација од 6 телевизори за потребите на јаслените групи. Во новогодишните и божикните празници, имавме хуман гест од приватниот сектор кој се сети на нас, на детската градинка Гоце Делчев. Добивме донација од 6 телевизори кои се со цел за воспитно образовниот карактер на децата да се подобри. Станува збор за 6 телевизори, од кои 5 ќе одат во јаслените групи, еден ќе оди во воспитна средна група. До сега немаше телевизори ниту во една јаслена група. Сега за сега е прва донација. Почнавме страната 2019 да ја испишуваме со убави гестови, со убави подароци.
Зимските услови празнично со зимскиот распуст го намалија и бројот на дечиња во градинката. Од 400, сега бројката е речиси преполовена. Капацитетот е намален со оглед на зимските услови, значи е преполовен, но ние работиме во сите објекти и сите вработени се на работните места. Сега се 157 беа, значи присутни со вчерашниот список. Празничната донација од приватните компании во градот најавува и успешен старт на годината, а оваа институција во 2019 година продолжува со реализација на неколку значајни проекти за подобрување и улеснување на секојдневната грижа за најмалите. Во Окочанската општа болница во 2018 година се родиле 174 бебиња, а во Кочани починале 413 лица. И родените и починатите не се сите од Кочани, туку има и од останатите градови од Источна Македонија. Во континуитет, неколку години наназад, наталитетот опаѓа, а се зголемува морталитетот, велат од управата за водење матични книги во Кочани. Веќе неколку години наназад не е променет трендот на зголемување на бројот на починати во однос на родени во Кочани и соседните општини. Во 2018 година повеќе починале отколку што се родиле во Кочани, бележи статистиката на управата за водење на матични книги, подрачна канцеларија Кочани. Од канцеларијата информираат дека во Кочанската општа болница во 2018 година се родиле 174 бебиња, кои што не се сите од Кочани, туку има и од останатите градови од Истокот, кои што се родиле во Кочанската болница. Родени бебиња во странство, а со адреса на живење во Кочани се 95. Починати на ниво на Кочани и упишани во управата за водење матични книги се 413. Тие сите починати не се само од Кочани, туку во таа бројка се и пациенти од градови од Истокот кои што се лекувале во Кочанската болница и починале во Кочани, велат од управата. Склучени бракови пак во 2018 се 228. Од управата велат дека од година во година се поголем е бројот на починати во однос на родени, што значи имаме пораст на морталитетот во источниот регион. Расте и бројката на родени бебиња во странство, што дополнително е показател на масовното иселување на младите од државата. Во мизерни услови, со кров над глава, кој што од снегот во секој момент може да се распадне, дури и без вода. Во вакви услови живеат 65 годишните Станко и Станка Ангелови од Оризари, кои бараат помош од општината и граѓаните, ако се во можност да им помогнат. Во куќа која секој миг може да се распадне од снежната покривка, без елементарни услови за живот и без вода, живеат 65 годишните Станко и Станка Ангелови на улицата Гоце Делчев без број во населба Оризари. Болни се и двајцата со сериозни болести на срцето и тромбоза, па не се способни за ништо. Малата пензија што ја зема Станко не стигнува ниту за сметки и лекови, а дополнително треба да плати долг за вода, па дури тогаш да им ја приклучат водата. Бараат помош од хуманите граѓани колку се во можност да им помогнат со било што: храна, облека, градежен материјал за обнова на кровот на куќичката, пари и слично. Се е добре дојдено. И по со болноќа од срце ставаа ми стенлани и сега те соопчињата, сега пиха опчиња па седна полигна малку. Не може да одам, не може да одам на никаде. Не може ни да се живее, ни да се легне, ни да се стане. Тај калчук што е тама, кај од 2001 година. А вај друѓу, еден човек ни го даде. И така. Водата, оно до 4 години, вода немаме, не ондоме. Викаме ги да дојдат, некоја да дојдат, после тоа да делене на суд, сега 13.000 треба да плаќаме по 1000 динара за вода, а вода не онудоме. И па немаме. Ујдоха, вика да до 750 динара, ви дојдоа, он саато бил пукнен.
Па најпотребно е да може една собичка да направиме, баре да има дека да се принудиме. Това е трбата ни да даде собичка да седеме, а унатре да легнете од адната е половин паднала. Ке падна од снего, ќе оноде и ќе ни степ. Овде дома се са зидовето испукани, се онодено. И што може, како може. Најприоритетно е, додава Ангелова, да се плати долгот за водата за да можат да им ја приклучат и секако ако е во можност да им се поправи кровот во распаѓање. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.